Македонија, значи, од Македонија горда, од Македонија твоја, Македонија стана лапсус на Фейсбук. Македонија стана лапсус на Фейсбук. Ајде да видиме како Мицкоски си бришеше, поправаше, пиши, бриши, правеше. Првин пиша Доланд. Ајде да видиме прво. Десно е оригиналната објава на Твитер. Не е оригиналната. Десно е првата објава. Оригинал. Да биде појасно. OG. OG таму објавил владата на Република Македонија упатувам изрази на најголем упатувам изрази на најголема осуда. Какви изрази упатуваш? Пичка ти матер на тој што сакал да го убие Трамп? Не, културни изрази. Ама што Премиерот значи? не е многу културен. Упатувам изрази на најголема осуда. Знаеш што значи ова? Преведено од англиски, Google Translate и вака кога ќе преведеш на Google Translate, вака испаѓа од приликот. Упатувам изрази на најголема осуда. Какви се ти? Упатувам изрази на најголема осуда. Кој ти го пишува ова, бе, човек? Упатувам силна осуда. Не упатуваш изрази на најголема осуда. Изрази на најголема осуда. Марко Спировски вика куцано е со чат GPT. За кукавичкиот обид за атентат врз председателот Доланд Доланд Дак. Доланд Трамп. Па и тој не е Доланд, брат, и тој е Доналд. Доланд, бе. И после го поправил. Ама поправил и нешто друго што не треба. Лево е поправениот дел како председател на владата без Република Македонија. Упатувам изрази на, ама ова изрази не молчат. Негде ке те со немој да пееш, брат, не, доста, не, жити се. Гроб со гроба. Ај, исклучи го микрофонот. Ке по... За кукавичкиот обид за атентат врз председателот Доналд Трамп. Значи се поправил и од лапсусот Доланд и од побитниот лапсус Република Македонија. Он напишал лапсус му било тоа Република, не мислел Република Македонија. Му рекле фондовите ќе му ги блокираат. Мислат владата. Мислел на владата само, не на Република Македонија, на владата општо. Да. И знаменцата. Абе вака СДС правеше. Не бе. Толку е хап. За џабе два... Изрази на За џабе два iPhone има. Вика Божан. Упатувам изрази на најголема осуда. Абе, кој ти го пишал ова, бе, човече? А ова го направил и на Фейсбук. И таму е Доланд. Председателот на владата на Република Македонија, Република Македонија го избришал и го поправил во председател на владата. Толку. Без на која држава е. Ама гледај, поише луѓе лајкнале на владата. Веројатно заради тоа. Поише лајкови има кога нема Поише Македонија. овие. Кога нема Македонија, поише лајкови Как има. ту? Леле, како усисивачи Spit on that се. thing. Како усисивачи се. Абе не остава да капне. бе. Сите што овдека стајале лајкови не оставаа да капне, брат, да како ти кажам. Леле, какви усисивачи, полека бе. Ќе се засркнете, Полека бе. ќе ви Ке застане. треба простанол да пие после човекот. Ау. Ама види вторава објава не му е Доланд. Па му е Доланд. Доланд, значи он 3 пати правил пиши бриши. Доланд Трамп. Стане Доланд. Ама Шалбе. види. Доланд. Джетлек може да има, гледаш колку е рано направена објавата. Каква трагедија сте вие. Каква трагедија сте вие. Македонија, значи, од Македонија горда, од Македонија твоја, Македонија стана лапсус на Фейсбук. Македонија стана лапсус на Фейсбук. Дајте од Радовиш, видите. Не може да е бетер од Битола. Битола е на 100 метра од куќи.
На 100 метра од бензинска, од Лукойл. Абе сега Мицика ќе отиде, еве се кладам, дека сега пали колата, трга у Битола. У Горица, у премиерската вила е, така е, ама мислам дека гледа или гледа, сега кој е начукан, тоа е друго. Шалве. Може ќе, не. Ова е Радовиш? А и после емисија ќе идеме на терен. И Радовиш ми пуштија снимка се. Доланд Трамп. Доланд бе брат. Упатувам изрази на силна осуда. Какви сте изрази на силна осуда? Пичка ти материна. Шта си пука? Изгорена Македонија Мичо, изгорена Македонија новото име. Еве го Радовиш снимката иде. Иде? Да. Леле греот. Абе овој треба да и сега пушти го пак наум. Абе Панче Тошковски бе, другар, кај ти се пироманите бе, зошто не ги фатиш или работите вие? Ше ми правите со дрвата? А? Пошто мислам такви им беа пресконференциите на ВМРО, дека полицијата не ги фаќала пироманите затоа што работела заедно со нив. Дека министерот за внатрешни работи од СДСМ имал бизнис интереси со овие што се за дрва. И затоа не ги фаќале пироманите. Еве сега, Панче Тошковски, зашто не ги фатиш пироманите одма? И за овие што го запалиле ова, за овие не треба затвор. Јас знам што ви направила, ама не е... За овие не треба затвор, за овие треба пружаше отпор, јеби га. Значи, как за ова треба? Ова е цела држава е спозапалија. Ама немаме шума. Пушти го наум да видиме. Ова што се случува е срамно, ова што се случува е покажување на целосна неподготвеност на државата да одговори соодветно пред она што се вели елементарна непогода. Стојанче Ангелов треба добро да знае дека канцелариски мебел и мобилни телефони не е тоа што го гасне пожарот, туку канадерите кои што 2 години не се сервисирани, а владата купувала и плаќала гориво за нив. Пожари не гаснат мобилни телефони, пожари не гасне канцелариски мебел, ниту пожари се гаснат од владина седница. Пожари се гаснат тука на терен. Ова што го гледам зад мене, а и километри подалеку, е срамно и е срам за оваа држава. Кај си бе наум? Зашто не си у Радовиш, у Битола, негде вака исто, вака, со ваква жестина, со вакви изрази на најсилна осуда? Сега не ли е Да срамота? се појавиш. Кај си? Или го тестираш оделото за влада се портпарол? Опа. Мисля, у одело не иде да се појави вака на... Да се мирисаш терен. од дека да се усмрдиш, а? Па праши. Божан вика, ја да сум пожар, би се исплашил од овој наум. Ова цел ден било, види. Сега наближено на неколку метри до куќите пишува човек. Затоа некој треба да беше опасен. Како треба да радиш. Леле. Па ова, знаеш каква убава природа е ова тука? Сме билет, знаеш. Ова е над Радовиш уствари. Тука е ова турското мало, мислам дека. Најблиско.
Трагедија. А и ако имате нови снимки, пуштете ги на бројот на Infomax, на Viber. Пуште го бројот таму за гледачи ако Ама имаат еве и на снимки да ги пуштат. Infomax на Facebook цело време ни пушта. Изгледа уште двајца има пожарникари повредени од Битола. Тодор Атанасов, а може ќе во обвина за ширење паника. Ќе им изразам силни изрази на најсилна осуда. Нека не Најсилна. обвинат. Да име да организирате нека група овие се изгубија во простор и време. Каква да организираме, брат? Да идеме ние да гасиме пожар. Да се само организираме ние. Infomax. Ај објавете го одма. Мислам објавено е кај нас. Која? Собственикот на фирмата Техноком и основачот на Радо Банка доцна вечера со тешки повреди на главата е пронајден покрај неговиот автомобил кај скопското село Орман. Според првичните неофицијални информации, Радомировиќ бил пронајден со раскрвавена глава, а до него имало пиштол и чаура. Радомировиќ тешко повреден бил пренесен со hitna помош на скопски клиники, но на пат дотаму им подлегнал на повредите. Повеќе детали за дали станал збор за убиство или самоубиство ќе има утре.